Ова работа што ја гледавме 11 месеци, преку дозирани, пренатрупани кампањи, буквално перејки го мозокот на нашиот народ, држејки го во заточеништво под постојан страв, повеќе го нема. Еве ја, почитувани граѓани, слободата. Избори се, нема закани, нема притисоци, медиумите се коригирани, Македонија е со пријатели, отворени перспективи, рефлекторите на цел свет се кон Македонија. Доста шлапавме во калта од политичари кои што сеја национализам. Целиот свет ита напред кон модерни технологии, кон нови квалитетни работни места за младите, ита напред кон економија, кон нови инвестиции. Ние бевме заглавени. Сега, после тргнати сите предрасуди пред нас, отворивме еден огромен фронт да работиме сите посветено на она што е подеднакво важно за сите во државата. А тоа е економија, тоа се работни места, тоа се повисоки плати, тоа се подобра инфраструктура, тоа се вода за пиење, канализација, добри улици, тоа се перспективи каде што децата ќе ни бидат до нас и ќе чекаме внуци од нив. Тоа е нашата иднина за која што вреди да се бориме. Тоа се перспективите на Македонија кои што треба да ги решаваме. Почитувани граѓани, ова е само почетокот. Ги изголемивме субвенциите и продолжуваме да ги помагаме земјоделците. Конкретно се втурнавме за 4 месеци да помагаме и према општините и за потребите на граѓаните. Во сиве овие 4 месеци решивме работи или отпочнаа со своето решавање и во Тетово за нешто за што ВМРО ДПМН буквално се правеа блесави до крај. Како можеше за 4 месеци да почне да се гради капелата во Тетово на православните гробишта? Можело? Веќе во карабина фаза. Што бараа? Зошто не ја отворија? Како можело да почне реализацијата со водоводот и веќе 9 км изградено и филтер станицата изградена преку Министерство за транспорт и врски со ЕИП програмата? Како можело да веќе се доби одобрение за градба на проектот во гимназијата Кирил Пичиновик за 12 паралелки македонци да ги вратиме повторно тука во интегрираното образование? И еве го во буџетот ќе влезе. Да, и ќе го решиме, и ќе влезе во буџетот и училиштето во Мала Речица. Од 1000 дечиња патуваат надвор од своето место на живење. И тоа се наши деца, рамноправни граѓани овде на ова Македонија. И ова школа влегува во 2018 во буџетот. Повикувам на 15 октомври да излеземе достоинствено и гордо, смирено, слободно, сплотено и да гласаме за бројот 19. Да гласаме за живот во Тетово за сите. Да гласаме за живот во Македонија за сите. Да живее Тетово! Да живее Република Македонија! Да сте ме живи и здрави, ве сакам сите!